Здраво, ова е 295-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтан критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A Fire од Кристијан Пецол, во кој станува збор за група на пријатели кои летуваат во викендичка на Балтичкото море, помеѓу кои се развива тензија, додека ровари пламен во околната шума. Во викендичката, како гледачи, влегуваме со помош на Томас Шуберт, кој оглуми Леон, и Лангстон Уибел, кој оглуми Феликс. Таму тие се пресретнуваат со Паола Бер, која ја глуми Надја, и Ено Трепс, кој го глуми Девид, кој го знаеме како момчето од The White Ribbon на Ханеке, кој е пораснат и сега е чувар на плажа и дечко, кој низ призмата на Леон го запознаваме како близок со Надја, додека пак за време на престојот Феликс завршува во кревет со него. Режисерот Пецел со помош на овие ликови ги осмислува главните играчи во неговото ново филмско дело, во кое се обидува да ја фокусира перспективата на Леон, кој се наоѓа во незавидна позиција, бидејќи е писател, кој неговиот најнов манускрипт за роман Клуб Сендвич не му се допаѓа на издавачот Хелмут, глумен од Матијас Бранд, петтиот лик кој ќе се појави во викендичката за да му ги сугерира неговите забелешки за романот на авторот. Незадоволството на Леон станува воочливо затоа што проектира некоја слика за себе дека е успешен писател, а всушност ја преценува моќта на пишаниот збор, па компресираната фрустрација на арогантното битие понира на сите страни. Најчесто жртва на ригорозното однесување е Надја, која се обидува да воспостави човечки однос со него, но Леон неретко ревносно ја навредува, што може би е индикација за неговата неможност да биде со неа, со оглед на тоа што таа ја дели интимата со други момци, станувајќи неложна мета на неговите осуди. Се чувствува предаден дури и од Феликс, кој радо би бил со Девид во кревет, отколку да преноќи со Леон, што било сосема спротивно од намерите за дружба со кои пристапиле до викендичката, но таму се менуваат нивните планови, на кои не може да се аклиматизира Леон, што го гневи и одбива да си игра со пријателчињата. Има еден чинител кој наменски е прикриен од Леон, а тоа е дека Надја има дипломирано како книжевник, така што вистински човек е да го процени неговото пишано дело, може би и да добие соодветна сугестија од неа, но тој е тврдоглав и го чува за себе, не дозволувајќи да добие помош од тие од кои му е најпотребна, па во мигот кога ќе го сподели, ќе почувствува уште поголем срам во дискрепанцата помеѓу тоа што е и тоа што се представува. Криењето на познавањето на Надја е јасна индикација на неговата отсутност од окружувањето, односно неможност да ги отвори очите и да го погледне тоа што се наоѓа пред него, наместо да мисли дека е најдоброто човечко битие кое некојаш има згаснато на земјата, но реалноста е тука да ги додели потребните шлаканици. Нужен е лик кој ќе опонира на неговата распослана свирепост. Оригиналниот наслов на филмот е Рота Химел, што би рекле црвено небо или Red Sky. Првичното име на филмот е метафора за пламнатото небо, кое е во преносна смисла алегорија и за надоаѓачките пламени јазли кои вршат притисок врз Леон и ги елиминираат неговите можности и се дистанцира себе од добредетелите, со оглед на тоа што самиот се закопува во собствените избори, додека му истекува времето, односно неспособен да ја погледне стихијата која го уништува светот наоколу, додека тој се обзема со себе си во последното прибежиште во светот вивнат во пламен. Способен е германскиот Бартон Финк да пренебрегне дека селото гори додека тој се чешла. Мислам дека површно е толкувањето на пожарот исклучиво во доменот на еколошките назнаки на филмот. За мене има поголемо преносно значење на емоционалните состојби на ликовите. Смртта е неизбежна и нејзиното надоаѓање е потсетување во филмот да се живее животот во целост, во полнота, како што нараторот на Буковскиот фактотум со Мет Дилан милуваше да посочи дека ако веќе се обидуваш, тогаш оди до крај. Во тој случај ќе бидеш сам со боговите и ноќите ќе горат во пламен. Има неколку методи за да се воспостави корелација помеѓу гледачот и ликот, низ чија перспектива се обидуваме да ги оправдаме неговите арогантни подвизи, но ниту еден постулат нема да биде доволен изговор за да се оправдаат неговите себични и безобзирни одлуки. Тој невидлив притисок се наметнува со едно занемарено оружје на располагање на режисерот, односно дизајнот на звукот, кој во овој филм знае да ја наговести таа невидлива тегоба која
треба да предизвика една атмосфера на неудобност на ликовите со оглед на тоа што е иземена музиката од Равенката. Мора да се напомени и контрапунктот на светогледот на фотографот Феликс и писателот Леон, екстровертот и интровертот, од кој едниот е подготвен да погледне во себе и да создаде целовито дело и да го прифати светот наоколу, а другиот го негира тој поглед. За писателите важи правилото каков автор, такво дело, така што не бидете зачудени што ниту Надја, ниту уредникот може да види убавина во творбата, затоа што ја нема, од шуплина не може да се роди суштина, или, како што напоменуваше Светозар Ристовски во Илузија, не никне цвеќе на ѓерис. Човекот што не знае како да воспостави сооднос со останатите луѓе наоколу, како ќе може да напише убедливи ликови кои ќе ги впрегнат тие релации. Автор неспособен да научи од своето обсервирање е лош автор, односно творец кој не знае да живее како би знаел да твори. Епилогот мене лично ме остави гладен, односно ми фалеше клин во ковчегот на Леон, за да ја запечати неговата судбина, но Петцолд не сака да биде категоричен во негов поглед, па остава да живеат ликовите со последиците на нивните иреверзибилни одлуки. По гледањето на филмот останав со реторичкото прашање колку Леон научи од филмот или треба уште еднаш да се погледне себе си за да му стане јасно. Несомнено дека Кристијан Петцолд снимил реминесцентен филм во манирот на делата на Ерик Ромер, во кој исто така се раѓа неврзаност помеѓу ликовите за време на летувањето во руралните поморски предели, исто како и во мелодрамите ситуирани во крајбрежјето во почетоците од кариерата на Бергман, а во поново време може да се повлече паралела со Your Sister's Sister, во кој глумат Марк Дуплас и Емили Блант, кој тематизира триаголник помеѓу две сестри и еден дечко, а пред неколку епизоди говорев за филмографијата на Александер Пейн и во рамки на филмот на Петцолд морам повторно да реферирам еден филм на Пейн кој го содржи архетипот на пропаднат писател кој оглумеше Пол Джиамати во Sideways, кој уште чека повик од издавача за неговото дело, кој на млади години би се однесувал налик Леон. Петцолд има постојани соработници од раководителите на секторите на неговите филмови, еден од нив е директор на фотографија Ханс Фром, кој ако веќе сака да снима пастиш на поетиката на Ромер, треба да ги искористи предностите на локацијата и да работи со дневно светло во контраст наспроти доближувањето до огнената стихија во ноќта или минималното осветлување во средиштето на собата во која престојува Леон, додека е разбуден од сексуалните авантури во соседната соба. Монтажата на филмот е на Бетина Болер, во која се создава многу гледливо наративно течение од 100 минути, каде со јаснотија се задржува вниманието помеѓу матните емоционални клисури на малиот број на заробени ликови, за кои за жал многу малку дознаваме за нивното минато, за да може да ги осознаеме во целост, борејќи се за тонално балансирање на комичните соодноси со трагичната поставеност на ликовите. Филмот нема недиегетска музика, односно нема скор од композитор, туку има едно паѓање на иглата на грамофонската плоча која служи како лајт мотив кој се преозначува за Леон. Останатиот дел од филмот е нем. Нема потреба да се повторувам во исказите за тоа колка промашена можност е да се употреби наменска музика компонирана во еден филм, затоа што се отклонува еден режисер од можноста да има уште еден звучен лик присутен во делото, но Петцолд веќе одлучил дека нема однос со музика, така што не му е потребен уште еден лик во куќата, па макар и да е невидлив. За творештвото на режисерот Петцолд говоре во видеологија кога го рецензирав неговиот сега веќе предпоследен филм Ундина, па затоа ќе ве поштедам од детално евидентирање на секој снимен филм од него и ќе се задржам на неколку клучни одредници во неговите рефлексивни творби во кои може да забележиме ликови кои се во постојано патување, транзитирање, преминување, бидејќи поред него ако сакаш да одиш напред треба најпрвен да се присетиш што си бил, затоа што нема иднина без решавање на проблемите од минатото. Предавството игра главна улога во филмовите Феликс, Гост и Ундине. Транзит и The State I'm In се филмови за модулацијата на љубов која се раѓа на необично место помеѓу необични ликови, односно љубовен триаголник има и во Джерико. Протагониската во Јела се обидуваше да замине од родниот град, но незиното минато ја престигнуваше, така што не знам колку е Леон подготвен да го остави да согори својот неуспешен живот, да ја занемари напаста што ја шири и колку е впрочем способен да го ресетира постоењето, да се реобмисли во нешто поразлично од сезнаен штеточинец. Со самиот избор на грст ликови во камерен филм на една локација, авторот веќе се затвора во собствените ѕидови, посебно доколку не е подготвен да вткае мноштво на перипетии помеѓу нив, така што од тој аспект може да делува филмот штуро и невозбудливо за голем број на гледачи.
Доколку Ундине беше неговиот условно кажано воден филм, а Фајер обработува уште еден од 4 елементи, Огнот. Филм на Пецолд се знае дека треба да има премиера на домашен терен на Берлинале, каде ја освои сребрената мечка од жирито, а потоа беше награден во Сао Пауло, Одеса и Палич, а беше прикажан и во Хонг Конг, Истанбул, Сиднеј, Трибека, Буенос Ајрес, Виена, Солун, Тајпеј, Торино, односно помина низ многу фестивалски селекции и беше награден на малку од нив. Јанус го дистрибуираат филмот, кој се најде на кратката листа во борбата да стане германски кандидат за Оскар, но исто така и новиот филм на Вендерс не успеа да стигне во таа категорија, а тоа место го зазеде The Teacher's Lounge, кој ќе ја представува Германија на Оскарите. Perfect Days ќе ја представува Јапонија, така што Вендерс си најде своја држава за да биде застапен на Оскарите, а филмот на Пецолд и покрај номинациите на Европскиот Оскар за најдобар актер на Томас Шуберт остана со кратки ракави заради тоа што наградата му припадна на Мац Микелсен. Новиот филм на Пецолд има за цел да ни овозможи да погледнеме како од страна изгледа едно арогантно битие, кое го уништува соодносно со сите добронамерни пријатели, кој не може да се погледне во огледало и додека да свати што предизвикува со неговото небрежно однесување, пламените јазли веќе ќе го согорат цел свет. Ако морам да го евалуирам, тогаш A Fire од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 295-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!